гледате универзална сала, гори неверојатно е ова. Оваков пожар, страшна работа. Ова место како да е проклето у пичку матер. А тука голем дел од мојата кариера се одвиваше и со стендап, и со глумците пеат, и со театарски представи. Погледнете го ова чудо. Ова целата конструкција се топи, да можете да го видите. Ова никој не го гаси. Ова е намерно направено. Најверојатно, ама да не преюдицираме. Ова луѓе за 5 минути го гледате вака вивна, додека се уклучив на Facebook да го емитувам. Ова е страшно. Ова е страшно. И полиции доаѓаат, и пожарни коли. Што да ви кажам? Скопје 2024. Од Скопје 2014 не ни чинеше. А ова се вика гасење со едно цревце. Болje да земеме тука што сме луѓе собрани да мочаме, белки ќе го изгасиме. А ова постои можност да се сруши, ја не знам, погледнете го цревцето луѓе, ондека гасат на првиот спрат. Што ова се свише да праја? А видете го кровот како гори, погледнете. Дај да земеме да мочаме, бе луѓе. Ја гледам само една пожарна, еде тука една пожарна и нема друга. А тука кобајаги сега ги креваат колеве, демек опасност од пожарување ова. Скопје, мило, какви криминални копита те газат. Страшна работа. Ете го цревцето, видите? За бавчи наводнување. Да земам крастајците дома, што ги садам да ги наводнувам со цревово. Јебо матер, еј. Шо поише да се каже? Сјеба мајката градот. Ајде. Ајде, пизду матер. А ова се вика гасење со едно цревце. Болje да земеме тука што сме луѓе собрани да мочаме, белки ќе го изгасиме. А ова постои можност да се сруши, ја не знам, погледнете го цревцето луѓе, ондека гасат на првиот спрат. Што ова се свише да праја? А видете го кровот како гори, погледнете. Дај да земеме да мочаме, бе луѓе. Ја гледам само една пожарна, еде тука една пожарна и нема друга. А тука кобајаги сега ги креваат колеве, демек опасност од пожарување ова. Скопје, мило, какви криминални копита те газат. Страшна работа. Ете го цревцето, видите? За бавчи наводнување. Да земам крастајците дома, што ги садам да ги наводнувам со цревово. Јебо матер, еј. Шо поише да се каже? Сјеба мајката градот. Ајде. Ајде, пизду матер. Каевски, у уста имаш 32 заба. Каевски, у уста. Може и да немаш 32 заба ако еден си извадил. Или ти паднал ако ти уште млече. Забот. Каевски, у уста. Можам и да ти чвркнам од мајонезов. Ако не си го пробал одма, ќе ти кажам, многу е добар. Со чилие. Еве, ако мислиш дека сум нешто безобразен, да видиш дека стварно за мајонез се работи, намерно вака кријам производителот, да не излезе после дека ја наводно ги рекламирам, затоа што јас сум глуп за тие работи. Значи,
А може па да зјам да ги рекламирам, ке почнам јакови инфлуенсериве да правам пари, пошто многу ми ги гледаат видео. Ама што да правиме, глупци? Значи, во овој момент, на Кино утро, пак тоа е некој HBO, па иде некој булјашки филм, па се драпаат од Сабајле таму. Нема везе. Тоа е новото модерно време. Па во тој дух, Каевски можам да ти порачам, апропо твоите забелешки дека вие сте за европска иднина на Македонија, вие сте за иднина на Македонија во Европската унија, наспроти нели ВМРО ДПМН кои биле против напредокот, против Европската унија, против ова. Во таа смисла, Каевски можам да ви порачам со задоволство дека вашата иднина Каевски, како партија, Социјалдемократскиот сојуз, и како поединци, богами, не знам некој од вас, вашата иднина е крастајца Каевски. Некад права, некад крива, зависи од афинитетите. Крастајцата е, како да кажам, фин вака зеленчук, значи полна е со вода, значи не дозволува да дехидрираш, можете да ја користите и на кожата, да ја ставате за рехидратација, како се вика тоа, особено на грзот. Ви стоиве некако, види, Крастајца. Шубаво изгледа. Така да вашата иднина е крастајца. И немојте да имате сомнежи во врска со тоа. Апропо вашиот председател Каевски, за кој верувате дека пак ќе го добие мандатот и така натаму, можам само да ви кажам, уште не сте свесни, за жал читам сега некои ваши портали, оној дуело на Мицковски, Таче го квалификуваат како голема победа за Таче, деме го. Значи, се спротивно од тоа што реално го видовме. За жал, уште не сте свесни за скапата цена што ќе ја платите поради вашата бугарашка авантура изминативе години. И да не зборам за сите оние скандали кои што ви го пратеа владењето од првиот ден. Да не зборувам за оние големи скандали кои што ја шокираа македонската јавност од нерешените, од прво од пожарот во модуларната болница во Тетово, потоа во сообраќајните несреќи ласкарци вамо у Бугарија, кај што беа обвинети продужни кабли, не знам, некои леви фигури што немаат врска. Никогаш главните за трагедијата не беа осудени. Да не зборувам за оној скандалот во онкологија со продажба на скапи лекови, биолошка терапија за болни од рак, кои што сами си ја плаќале по неколку илјади евра за подосна да добиваат плацебо или шеќерна водичка наместо лековите кои за тоа време отпатувале или на Косово, на црниот пазар, а каде на друго место би отпатувале. И да не зборувам за сите други ваши црни бизниси, од како, мислам, легализирани, од како нели се дозволи да отварате фабричиња за марихуана, нели медицинска и се тоа иде под така, под некој фин, убав назив, да не ја навреди околината медицинска марихуана. Што све иде со тоа, тоа вие си знаете. Не и се. Вашиот председател Каевски, пошто е само ваш, не е и наш, и многу е жално што уште се делиме на наши и ваши, но да ви кажам, секој обид понатамошен за некоја братимење со вас ќе биде невозможен.
затоа што едноставно живееме во различни, во паралелни светови. Вие сте предавници на својот народ, а луѓе одроди или изроди, кои што не чувствуваат трошка македонско во нив, кои што имаат презир кон својот народ, кон собственото минато, кон собствената историја, живеат во некои филмови, како да ви кажам, малце смешни, лутаат помеѓу некој интернационализам и глобализам, нешто што нигде го нема на светот, затоа што секој човек на оваа планета си знае кај му е домот, си знае кој му е народот, си го сака својот дом, својот народ, својата татковина и така натаму. Само вие барате некои други татковини, туѓи светови, кај што нели можете да се вклопите, наводно овој ви е многу тесен овдека, Македонија, вашиот народ, вие, како не ви е померкаве некако. Некако вие сте го надраснале, сте го надминале духовно, психички,